Пробивање на булеварите, воведување на јавен превоз, решавање на проблемот со комуналниот смет. Се старо новите ветувања на градоначалничката на Тетово Теута Арифи за 2019 година. Овие ветувања градоначалничката на Тетово Теута Арифи ги дава секоја година, но на терен нема ништо. Наместо да се пробијат, дел од булеварите Благоја Тоска Индустријска се претворени во диви паркинзи. Хаосот во сообраќајот од година в година се зголемува. Предпријатието за јавен превоз функционира само на хартија, а Тетово се уште тоне во смет. Граѓаните повеќе не веруваат дека нешто долго најавуваните проекти годинава ќе се остварат. Само укражба. Само се испокрадува што најдојде толку, нема шанса. Ова општина за нигде не е. Чистотата да биде мало на ниво и инфраструктурата, поготово делот од Благоја Тоска што е останало како слепо срево. Советниците од опозицијата велат дека општината нема финансиска можност да инвестира во капитални инвестиции, затоа што е превработена. Паречиси половина од буџетот, како и тој за 2019 година, треба да го одвои за плати и придонеси за општинската администрација. Во делот на одржување на парковите и зеленината, исто така се предвидени 0 денари. Потоа прочистување на отпадните води, исто така се предвидени 0 денари, така да сметаме како советничка група дека не само што нема да удоволи на голем дел од потребите на граѓаните, оние реални основни проблеми, туку и не се општината овој пат не беше во дослух со реалните потреби на граѓаните. Повеќе од 430-450 се вработени и значи целиот повеќе поголемата сума на буџетот оди на плати. Од локалната самоуправа пак уверуваат дека следната година општина Тетово ќе биде порелаксирана во смисла на наследениот долг и многу поефикасна во остварување на проекти кои се за доброто на граѓаните. Одлуката на владата за подмирување на 51% долговите на општините е можност што досега немавме, но истовремено одговорност која треба сериозно да ја разбереме, потенцираат од општина Тетово. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи сутрина со литургија на Свети Василие Велики. Денеска беше одбележан еден од најголемите христијански празници Христовото раѓање Божик. Вчера централната прослава на Бадник исто така се одржа во соборниот храм Свети Кирил и Методи, каде сослужи утрена со литургија на Свети Јован Златоуст. Пред храмот во 10:30 часот тргна Бадниковата поворка од деца и младинци, која поминуваше низ главните улици во градот, пеејќи ја песната Вечниот Бог. Бадниковите литии се одржуваат со цел да се воспостави традиција на православното чествување на празникот, кој го навестува Христовото раѓање. Гледам што побројни и побројни стануваме, тоа е знак дека си ја сакаме црквата, го љубиме Бога, нека ова радост на рождеството Христово биде постојано во вашите срца. Господ Бог да ве благослови и до година повторно се видиме во свето место. Одете и пренесете ова радост која што почувствувавме тука во соборната црква, по улиците низ Тетово, да и други да почувствуваат на радост на рождеството Христово. За Бога. Вечниот Бог се и главева се всели,
Трета година поред го славиме Бадник, го празнуваме Бадник, го најавуваме Христовото раѓање. Овој настан има силен повод. Сите овде кои што се дојдени се да празнува, да ја празнуваат љубовта, да го празнуваат мирот, да празнуваат добрата волја. Сите ние кои што сме тука го знаеме Христовото учење кое што се темели на верата, на љубовта, на надежта, и оние кои што се дојдени денес тука се со таа мисла, со таа идеја и како граѓани достојно се собравме да го празнуваме овој ден. Децата и повозрастните заедно се собираме денес во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово, заедно ќе се движиме, ќе го најавиме Христовото раѓање токму со таа мисла и со таа порака која што испратена и во времето на раѓањето на Христос, а тоа е слава на Бога во висините, на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Така да сите оние кои што се со таа мисла, се собравме денес и од црквата Свети Кирил и Методи, заедно како сите ангели кои што ја представувале или ја пратиле таа порака, заедно ќе се движиме низ центарот на градот и ќе завршиме некаде кај маркетот Веро и ќе кажеме и ќе објавиме таа порака. Кај си бе? Студеното време не ги спречи дечињата во голем број да бидат дел од Бадниковата поворка вчера во Гостивар и со песна да го најават Христовото раѓање. Децата, како символи на ангелите со звезди во рацете, тргнаа од црквата Пресвета Богородица на градскиот плоштад, поминаа низ улиците Илинденска и Гоце Делчев и завршија во црквата Света Петка кај железничката станица. Носејќи ја Витлемската пештера на чело на поворката, ја проширија радосната вест за раѓањето на Спасителот меѓу верниците. Придружувани од свештенослужителите од Гостиварското архиерејско наместништво, со радост и со гордост ја пееа коледарската песна Вечниот Бог. Дечињата создадоа вистинска празнична атмосфера и расположение низ гостиварските улици и ги стоплие срцата на сите верници со возобновената православна традиција. Бадниковата поворка во Гостивар годинава се одржа по 4-ти пат. Настанот го организира црквата Пресвета Богородица со благослов и поддршка на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Прославувањето на Бадник во Гостивар продолжи со вечерна богослужба и осветување на бадниковите гранчиња.
Празникот Бадник со црковно-народен собир се прослави во манастирскиот комплекс Свети Ѓорги Победоносец во Мала Речица. Чесувањето започна вчера во 9 часот со света литургија, а во 13 часот беа осветени бадниковите гранчиња, а беа прережени славските колачи. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Виното со Твојот свет дух, сега секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, се Христе Боже, наш благослови го небото и виното со Твојот свет дух, сега секогаш и во вечни векови. Христе Боже, во слава и чест на пресветла Владица наша Богородица, секогаш Дева Марија, примила безкрвна жртва од Твојот свет на небесен и мислен Твој жртвеник во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Амин. Со безкрвна жртва Христе Боже, во слава и чест на пресветла Владица наша Богородица, секогаш Дева Марија, во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, апостол, похвало, мучеников радование, и же проповед Троица единосущная. Белио, киме се да Троица преседа писмо јас, и ќе биде, ејате така, ставете ги пати подобро. Драги браќа и сестри, голема е тајната на побожноста. Вели апостол Павле, и на вистина една неискажлива тајна се случува во оваа светозначна бадникова ноќ, која заради нас луѓето и заради нашето спасение, пресветата Дева Богородица го раѓа пред вечниот, оној на кого земјата му пренесува пештера на непристапниот, на кого сите ние оваа вечер, како пастирите и ангелите, му принесуваме славословие, очекувајќи и славејќи го неговото славно рожество. Оваа ноќ треба да помине во духот на будноста. Самиот збор бадник е од црковно-словенско потекло и од превод значи да се биде буден. И ние не само што сме будни оваа ноќ, туку сме и радосни, што ете соборно заедничариме како една прекрасна Христова заедница. Сите ние тука сме едно големо семејство, а нашиот заеднички дом е овој возобновен манастир во Мала Речица. Јас како надлежен владика сум особено радосен што имам вакви духовни чеда кои ги негуваат нашите христијански прекрасни традиции, кои со својата вера и љубов оваа ноќ од ова место направија вистинска пештера во која ќе го пресретнеме Бога кој слегува од небото на земјата. Пред да си отидеме со радост во својот дом, носејќи го патниковиот благослов од ова свето место овде од Мала Речица, уште еднаш да размислиме, да се запрашаме дали кога благомладенецот Христос ќе дојде, има ли место каде да го сместиме во нашите срца. Светиот Јован Златоуст не поучува: Христос е пред вашите врати, отворете му ги и прифатете го Бога. И сместете го каде што сакате во домот на своето срце, во храмот на својата душа. Ете, Богомладенецот Христос доаѓа и треба да внимаваме како ќе го пресретнеме и каде ќе го сместиме. Со надеж и искрена верба, во очекување на божитњата средба со Христа Бога, ви посакувам на сите вас сретни божитни празници, безброј радости во вашите домови, нека за многу години и дај Боже што во поголем број и во наредната година да го пречекаме празникот на Христовото рождество. Господ Бог да ве благослови и да ви даде многу радост во вашите срца за овој празник. За многу години. Господи, слава Тебе. По молитвите на светите отци наши, Господи се Христе Боже наш, помилуј не. Честит празник за многу години, по радосни, по весели, побројни, да се гледаме. Ајде, се чува со бадникови гранчи. Амин.
Отца и Сина и Свети Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи помилуй, Господи приготви високо, преосветлиши владико святи, благослови. Благослови го едењето и пијето на твоите чеда, помножи го во овој манастир, во нашиот град, во цела нашата домовина, сега секогаш и во вечни векови. Амин. За многогодини денот, честити кумства на старите кумови и на новите кумови, ете што денеска по Божја промисла стана. Господ Бог да благослови, да имате благослов во текот на цела година. Чест и радост ми е со вакви луѓе, со ваков црковен одбор секоја година да направам чест на вистина, бидејќи има позитивна енергија и се чувствува голема благодат. За многу години. Во пресред на Христовото рождество вчера во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово се одржа традиционалниот божиќен концерт во изведба на реномираниот женски младински хор Менада, заедно со нивниот помладок детскиот хор Лале, под диригентство на маестро доктор Ивица Зорич. На него му беше доделен орден на Свети Климент Охридски од страна на Светиот Синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Прво да ви заблагодарам за вашето присуство ова прекрасна предпразнична ноќ, која што се сеќаваме на рождеството Христово и таа радост да ги топли нашите срца. Ја имам ова особена чест, нова божитно предпразненство, кога нашите мисли се исполнити со трепет во пресред на Христа Богомладенецот, а нашите срца исполнити со благодатна радост, како надлежен архиерей на Тетовско-Гостиварската епархија, а во име на неговото блаженство архиепископот Охридски Македонски и на Јустинијана прва господин Стефан и на членовите на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, овде во соборниот храм на нашата Тетовско-Гостиварска епархија, на особена моја радост во присуство на верниот народ, да го доделам на нашиот маестро професор доктор Ивица Зорич највисокото црковно одликување орден на Свети Климент Охридскиот третрет. Почитувам професоре, според зборовите на апостолот на народите, апостол Павле, ако доброволно го вршам тоа, тогаш имам награда. Ете и вашето доброволно црковно и општополезно дело, кое безпрекорно го извршувавте непрестано цели повеќе од 40 години во област на црковното пеење, не остана без заслужена награда. Севишниот Бог, кој во тајност, кој гледа тајно, ве наградува јавно. За целокупниот ваш труд, грижа, ревност и жртва, која ја правевте уште од времето кога црквата беше на некој начин омаловажувана и која се уште активно ја правите за слава Божја, за вашиот непрекиднат ангажман во афирмација на црковното пеење во Тетовско, а и пошироко, е посведочен преку воспитување на многу млади генерации во хорското црковно пеење, чии гласови го слават оној кој оваа вечер е славословуван од ангелите и од пастирите и во Тетовските цркви, но и многу други храмови на Македонската православна црква,
Исто така во ова прилика морам да истакнам вашата голема заслуга за основањето на духовно-културниот центар Кило Течиновиќ од Лешок, како и во основањето и организирањето на ТЕКО. За сето ова наискрено ви благодарам. Ви посакувам уште многу години под вашата диригентска палка да се исполнуваат црковни химни и песнопенија. На крајот ви завршил со евангелските зборови. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Почитувам професоре, името на Синовата Македонската православна црква, го честитам на одlikување. Уште многу години Господ Бог да ви даде здравје за да го славите Бога со прекрасни песнопенија по нашите храма. За многу години. Користи, имам особена чест и задоволство, посебно задоволство, што ете сите овие години, како ще рече неговото благослов митрополитот Јосиф, значи, подобро човек да пее и за бадигала, што велиме ние тетовски, Господ знае и умилува кога и да некого нададе за тоа што го работи и го награди. Мислам дека сите овие години ние немаше да успееме со работата со хоровите и со овој репертоар што го негуваме, доколку не бевте вие присутни, дел од вас се поранешни хористи или членови на семејства на хористите, и овие девојчиња овде се поранешни хористи и нивните девојчиња сега пеат во хорот, така да имаме можност тука и мајка и ќерка да пеат заедно, така да продолжуваме една традиција која што навистина овој град се заслужува. Особено задоволство ми е што може да се заблагодариме на Синот на Македонската православна црква, кој што сите овие години стоеше зад нас, не поддржуваше со своите активности, и ние сме особено благодарни затоа што деновиве погледав преку 250 настави имаме со православна духовна музика. Значи на сите фестивали кај што има иностранство, не забораваме да имаме православна духовна музика на надпреварите, каде што одиме, а и посебно на концерти. Така да наша обврска да негуваме ова наша традиција и се надуваме, бидејќи толку години и толку векови обстоила, ќе обстојува во иднина. Во чест и слава на Бога, ние сме сите денеска тука и се надеваме дека ова што го правиме е за добробит на нашата македонска нација. Ве благодарам се.
Веднаш потоа беа осветени бадниковите гранки од страна на неговото високо преосвештенство, митрополит Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Осветувајте и дарувајте им сила, а оние пак што со верата ги носат во нивните домови, да им бидат за душевно спасение и телесно здравје, зашто Ти си Боже наш, осветувани ние на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векове. Амин. Амин. Времето денеска беше променливо облачно и студено, попладне со подолги сончеви периоди. Наместа повремено пројавуваше снег, дуваше умерен вдолж по Вардарието засилен северозападен ветер. Максималната температура беше во интервал од -5 до 2 степени. Температурата во утринскиот период се движеше од -5 до -1, а во текот на денот од 0 до 2 степени. Времето утре ќе биде сончево и студено со мала до умерена облачност, под влијание на влажен и студен бран. Во среда и во четврток предпладне ќе има нови побилни врнежи од снег, особено во западните делови. Температурата во утринскиот период ќе се движи од -12 до -7, а во текот на денот од -6 до -3 степени.